Како да доцните? Бевме на модна ревија. Пријателка на мајка ми е моден креатор, креира детски модели. Манекени беа деца, девојчиња и едно момче. Интересно беше. А да ви раскажам приказна за еден терзија? А да ни кажеш што е тоа терзија? Порано, во времето на дедо Марко Цепенков, шивачите се викаа терзии. И како почнува приказната за терзијата? Си бил еден терзија. Тој терзија бил многу вреден. Од него немало побрз. Ноќе дење шиел и шиел. Сакал да заработи многу пари и да си купи една кукичка и некоја нива. Еден пазарен ден, царот излегол да шета низ чаршијата. И, како што минувал покрај дуќаните, сите дуќанџи излегувале, го поздравувале, му се поклонувале. Само нашиот терзија не го направил тоа. Царот погледнал во терзијата и се зачудил. Абре, терзио, му рекол, зошто не стануваш кога јас минувам пред дуќанот твој? Дури тогаш, вредниот терзија ја кренал главата и го забележал царот. Веднаш срипал и рекол, извини, честит царе, не те видов. Толку брзо шијам, што глава не кревам од шиење. Сакам да си спечалам пари за една кукичка и за една нива, да имаат децата каде да ми работат. Царот му простил и му рекол, кога толку работиш, сигурно и ќе спечалиш. А јас ќе ти пратам една убава риба да ти се најадат дечињата. Овој цар во оваа приказна бил добар цар. Почитувал вредни луѓе. И потоа? Се вратил царот во својот сарај. Наготвачот му рекол да подготви една голема риба, да ја зачини со најубавите зачини и да ја наполни со алтани, со многу златни пари. И наредил веднаш да ја однесат кај вредниот терзија. Се израдувал терзијата? Кој не би се израдувал? Терзијата не ја ни погледнал. Само шиел и шиел. А рибата висела обесена во работилницата на терзијата. Еден пријател на терзијата ја видел рибата и извикал: Браво, мајсторе, таков те сакам. Доста јадеше лебисол и ти рибче треба да пробаш. Леле, колку е голема, можеш и на 2 пати да си ја приготвиш. Море, пријателе, кај сум јас за риба? Туку ми ја дадоа на подарок. Еве, чекам некој да ја посака па да му ја продадам. Одговорил терзијата, гледајќи во иглата и во конецот. Ќе ја продаде рибата полна со пари. Пријателот ја платил рибата и си ја однел дома. Кога ќе види, што ќе види? Во рибата имало едно чудо алтани, цело богатство. Човекот бил пресреќен. Си ги зел парите, а од рибата си направил многу убава гозба. Ги повикал сите пријатели на ручек. Терзијата не отишол на тој ручек, зашто не сакал да губи време. Тој знаел само да шие
и да шие. По некој ден, царот го пратил својот советник кај вредниот Терзија. Еј, вреден Терзио, царот ме прати да те прашам дали беше сладка рибата што ти ја прати? Учтиво прашал советникот. Ами, од кај да знам јас? Рекол Терзијата, шиејки, не кревајки го погледот. Јас му ја продадов рибата на еден мој пријател и со парите си купив многу убави работи за по дома. Советникот се вратил кај царот и му раскажал што направил вредниот Терзија со подарената риба. Царот се насмеал и рекол: "Ха, значи, вистина е тоа што го велат старите. Не кому е печено, туку кому е речено." Во ништо не треба да се претерува. Така вели мама. Ќе запомнам.